Немил настан се случи на почетокот од април, кога огнените јазици до темел го уништија живеелиштето на семејството Анчевски од улицата Иван Цанкар во населбата Влае. Се случи само за неколку минути, ни солзи раскажува Ката Анчевска, сведок на големиот пожар. Сега печеното семејство остана без кров над глава. Екипите од општина Карпош забрзано го расчистуваат опожареното место. Прво ни угасна струјата. И мислиме и комшиеве да не нема струја, кога он проведе дека не имаат комшиите, само ние немаме. Што бидно, само едно грејалка имавме вклучено. Ништо друго повише, зашто топло беше нели времето. И он се поне и отиде да купи осигурач и да го менја и тога и ми пукна мене вамо нешто и одма вивна, толку беше. Вивна пожар. Почнаме да го гаснеме, прво јас малку избегав. Тртулки ми се напре косата и избегав. И он дојде ми рече само да ја пуштам водата, чешмата и со вода. Од ова комшите прска сите вода. Али закаснија и пожарникарите закаснија. Малку, не малку, него малце повеќе. Не можеле да не најдат, прашувале до ово. Колку бевте во куќата? Колку чена? Не бевте само ја и маш ми и внукот дома. А други не, вечерка ми на работа беше. Ја викна од работа дојде после. Внукот таму со другата соба спиеше, го чукнав на прозор да избега однатре. Кутренци имав пич малецко, остана внатре, остана живо и тоа. Како не се удушило и дури им плачев и за него. Таа апелира за помош и ги повикува сите хумани граѓани и институции да помогнат, бидејќи сега подадената рака им е најпотребна. Се надевам дека институциите на ова држава дека ќе помогнат да го решиме проблемот. Градоначалникот прв на терен заедно со стручните општински екипи. Јакимовски изјави дека локалната самоуправа ќе помогне за санирање на моменталната состојба на семејството Анчевски. Ќе дадеме предлог до Советот на општина Карпош да им се помогне со одредени материјални средства. Во исто време и локалната самоуправа ќе се потруди да обезбеди спонзори и така натаму со кои што ќе можеме на тоа семејство кое што не е во добра материјална состојба да му помогнеме да му обезбедиме кров над главата. Јакимовски вели дека локалната самоуправа ќе помага во вакви ситуации, но потенцира дека граѓаните треба да ги осигура своите домови, бидејќи со мала инвестиција се добива безгрижен и мирен сон. Апел до сите граѓани на општина Карпош и воопшто во Република Македонија да ги осигуруваат своите домови. Гледате како ѓаволот ни ора, ни копа. Никој не може да ви помогне толку колку што можете сами себе да си помогнете ако го осигурате вашиот дом. За среќа куќата која што е зафатена до ова што е 100% опожарена, таа била осигурена, што значи дел од штетата ќе биде надоместена и од страна на осигурителната компанија. Но не знам дали граѓаните знаат, например, за некаде 70 квадрати стан со се намештај, со се опрема и така натаму, годишната сметка за осигурување на станот не е повеќе од 3 до 3.500 денари, што значи дека тоа е сума од некои 300 денари месечно да се одвои од семејниот буџет и што се вели раат да се биде во случај на таква несреќа затоа што ѓаволот ни ора ни копа. Тој се надева дека и други институции и хумани граѓани ќе излезат во пресрет на семејството кое остана без кров над главата. Апелираме секој кој може и сака да помогне, бидејќи сите живееме во град на солидарноста, Скопје, а Карпош е дел од овој град.